Почитувани, ја следите првата подкаст емисија во рамките на проектот Европа за нас. И денеска со мене гостин е професорот доктор Гордан Кајлајџиев, со кого ќе разговараме за темата ЕУ процес на преговори, поглавје 23. Добар ден, професоре. Добар ден. Би сакал да ве прашам како ги оценувате препораките добиени од страна на Европската Унија во однос на ромската заедница и во однос на ова уште едно потпрашање, дали сметате дека тие препораки се само како декор во тој извештај или навистина ќе имаат реперкусии за Република Северна Македонија во иднина? Искрено да ви кажам, мислам дека за да има некаков ефект од препораките, мора да постои некој фактор, некоја сила која што малку ќе го подбутне нивното, да речам, влијание и значење, во смисла да му се даде посоодветен третман и суштински третман, бидејќи ние на генерален план имаме еден прилично несериозен пристап од владата кон реформските обврски, бидејќи, кога што можам да забележам, владата смета дека тука работите не се толку страшни и дека оди на тоа очигледно дека ако се решат условно другите препреки од политички карактер, пред се прашањето со уставните измени и внесување на бугарското малцинство, дека сите овие работи се во суштина неважни. Она што најмногу загрижува е што власта, па и општеството пошироко не сваќа дека овој тип на реформи и препораки се битни не само заради процесот на асоциација кон Европската Унија, туку се битни за нас независно од тие процеси. И дека се препораките што се дадени bona fide во смисла на препознаени од страна на независни експерти слаби точки што заслужуваат внимание и пристап кон нив во смисла на нивно унапредување во иднина, наоѓање посоодветни пристапи, посериозен пристап, ја би рекол. Но дали ромското прашање во иднина во текот на преговарачкиот процес би можело да стане фактор за Македонија се приближи кон Европската Унија? Или можеби само тоа ќе бидат? Мислам дека шансите за тоа се мали. За жал во држава не се појави политички фактор кој што ромското прашање ќе го постави сериозно и суштински, значи правата на ромите да се земат сериозно и тоа има, би рекол, двостранна природа. Од една страна за тоа се виновни и самите роми, особено нивните политичари и издруженија, кои што за разлика од некои други заедници на приоритетите и на интересите на ромите не гледаат како на суштински сопствен интерес, туку повеќе приоѓаат, ајде да не речем од коруптивна природа, повеќе од некакви лични интереси и врз основа на ова актуелноста на проблемите со ромите, евентуално да ушеќерат нешто. И за жал се години наназад подготвени со лесно да ги продадат вистинските интереси на ромите, особено при избори и генерално при пристапот да се земат за озбилно, за релативно ефтина цена, во смисла ние знаеме дека од сите заедници некако гласовите на ромите најлесно се распродаваат и најефтино за зејтин, шекер и слично, или многу лесно се манипулираат од политичари кои што после во рамки на својот мандат
многу лесно забораваат на интересите на ромите и си играат собствените бизниси. Не знам дали е тоа трговски центар или некои други, да речам, парчиња од колачот, што ќе ги добијат тие за возврат на она што го дале со обезбедување на гласовите на ромите. Ме интересира каков е тонот на Европската Унија во однос на состојбата со ромите, а наведени во извештаите. Дали е тоа блага форма на препорака, дали е тоа поригорозна мерка, дали е тоа наредувачка, обврзувачка цел? Кој е тонот на Европската Унија во однос на ова? Европската бюрократија си има исто така своји, да речам, прашања на кои што по правило со години наназад посветува внимание. И меѓу другите во таа низа и прашањето на ромите како ранлива група пошироко земено. Можам да констатирам со жалење дека тој интерес исто така не е доволно сериозен, во смисла да се прави по дефиниција заради тие препознаени интереси, сериозен притисок. Бирократијата како бирократија исто така сама по себе е подложна на некоја површност и од таа причина вистинскиот притисок што би доаѓал од меѓународната заедница па зависи, слично како она што го спомнавме на домашен план, за тоа колку сериозно евентуално некои меѓународни тела кои што си имаат во своите активности приоритет на правата на ромите на поширок план и глобално би притискале за овие цели. Еко мојот личен впечаток е дека дури и тие што се бават на меѓународен план, како да го немаат вистинскиот интерес на ромите, туку ова прашање често пати го искористуваат како едно од тие актуелни прашања кои што се условно речено модерни или се во фокусот, да си остварат некои своји интереси, учествува во проекти, некои пари да заработат и на крај добар дел и од некои пари што се наменети генерално за ромите, завршуваат кај сосема други структури. Веќе 30 години откако се осамостои нашата земја, веќе се прават национални стратегии, акциони планови во тек беше и декадата на ромите. Зошто кон ромското прашање се пристапува низ призмата на бирократија? Зошто кон ромското прашање се пристапува низ призмата на специјализирана етничка заедница? Што е толку тешко да се реши ромското прашање, та што дури мора да се направат и проекти и акциони планови? Замислете, ако направиме компарација со останатите етнички заедници во Северна Македонија, па и да речеме и во Балканот и на Европа, некако немаат таков пристап. Зошто само за ромите? Затоа што немаат своја држава или немаат своји еквивалентни представници во законодавниот или извршната власт? Зошто се пристапува низ призмата на специјализирана етничка заедница? За жал, ромската заедница, дали поради некои традиции, дали поради степен на образование, генерално големата маргинализираност која што им отежнува да се организираат ефикасно, го нема тој успех на самоорганизирање и борба за собствените права. Да, најдрастичен пример од другата страна би било албанската заедница. Значи, они и таму има бюрократизирање, корупција и слично, меѓутоа интересите на албанската заедница врзани со јазикот, положбата, бла-бла, што ги поставуваат и ги остваруваат секоја година чекор по чекор, во како што имаат агенда, е во тоа свесноста и покажаниот интерес дека тоа е за нив од суштинско значење.
Ромската заедница, па ја би рекол и македонците во смисла на потесна смисла на зборот етничките македонци, се во таа смисла малку поиндиферентни и повеќе свртени кон секојдневниот живот, не се толку посветени на, да речам, на политичка агенда, ниту се толку сплотени со покажан јасен интерес дека тоа се приоритети кои што се на таа заедница многу јасни и дека сакаат навистина да ги остварат понекогаш и по било која цена. Како што беше со конфликтот во 2001, беше сепак. Алудирате на тоа дека немаат долгорочна цел, немаат Па немаат национална... таа посветеност. Веројатно, прво, ја немаат таа свест за тоа кои се нивните интереси како група, нема тој степен, можеби, на политички и правна култура, нема тој степен на организираност и од таму повеќе се појавуваат еве на меѓународен план некои организации кои што не се вистински ромски, туку се го искористуваат ромското прашање да како поле за активност, да не речам за профит. Дека е интересно прашање, препознаено како проблем и дека тука лесно може да се профитира. Тоа сигурно не е нешто што може преку ноги да се промени. Меѓутоа може да се работи на тоа. И одговорноста во најголем дел е на ромските политичари да престанат да ги распродаваат за шекер гласовите на ромите, да ги земат за озбилно своите обврски кои ќе дојдат на власт да продолжат да се борат за вистинските интереси, а не за собствените профити. Во крајна линија ни народот ромски ја барем не гледам, не ги прозива да одговорност за тоа дека откако им ги дале гласовите и влегле можеби во некоја коалиција и слично, дека она што го добиле за возврат се свело на профитирање на мала група политичари, и нивни можеби фини позиции со шофери со слично, а народот останува на вреќата брашно што ја добил избори. Да начнеме малку и тема за судството, правосудниот систем и реформите, а во однос на ромското прашање. Колку системот, законските норми и акти дозволуваат влез на ромите во правосудниот систем, ако се земе предвид дека во последните неколку години бинационалниот модел во Република Македонија зема преголем замав, па дали сметате дека тоа можеби ги демотивира помладите од другите етнички заедници да се пријават во, да речеме, во Академијата за суди и обвинители, дека можеби тежок е пристапот. Ако земете по етничка линија да направите статистика колку има од останатите етнички заедници во како суди, обвинители или во другите служби, тогаш би се довело до прашање зошто е проблемот таков. Па не знам, веројатно главниот проблем се уште во смисла на ниското ниво на едукација на заедницата на ромите, некоја традиција која што на ова прашање не гледа доволно сериозно и како можност за, условно речено, по-нормален живот соодветен за 21 век за ромите како заедница и како луѓе. Би рекол пристапот до образование основно, средно, високо е релативно лесен за сите. Секој што е заинтересиран денеска во Македонија може да се запише. Има посебни квоти што обезбедуваат интереси на заедниците да студираат практично без пари. Со некои мали пари може дури да не влезат во тие квоти да студираат повторно
Тука не мислам дека пристапот до овие степените на образование. Говориме за правосудниот систем како можеби идни јавни обвинители или Правосудниот систем и зашто малку има роми во судовите е веќе посложено прашање. Тоа било проблем и порано. Сега со овој систем кој што преку Академија за суди и обвинители се регрутираат кадрите, има дополнителни проблеми, бидејќи независно од тоа како е уредено да се конкурира со успех и со конкретен конкурс, приемен и слично, се покажува дека нивото таму на корупција и непотизам е доста високо, дека практично без соодветни врски малку е потешко воопшто да се запишете. за какви врски? Конкретно врски што на некој начин, не знам, на овој или на оној начин, ќе ви обезбедат да влезете во таа бројка на играте тука, влегуваат најлесно, условно речено, од партиски тефтери и особено од фамилиарен пристап, деца и ќерки на сегашни поранешни суди, обвинители и слично, што сигурно не е случајно. Имаше доста проблематизирање на испитите, оде и до управен суд и така натака. Меѓутоа, очигледно е дека тука има некои влијанија и претпоставувам дека тој тип на конексии на тоа ниво ромите се уште го немаат. И тоа веројатно го намалува можноста, не исклучува, бидејќи ако сте навистина исклучително добар кандидат, верувам дека се можни низ определени политики и некои начини на позитивна дискриминација да се обезбеди сепак некое пристојно ниво, барем за почеток, да се почувствува дека можат да влезат и тоа да резултира после, знаете како, ако 20 тројца успеат да станат суди и обвинители, после ке другите многу полесно ќе се јави амбицијата. Вака, ако луѓето го чувствуваат тоа дека тоа е за нив недостапно, таму они немаат пристап од вакви или такви причини, немаат у суштина ни доволно амбиција. Јас само знам дека ние на факултетов сме имале случаи на многу добри студенти, роми. И сега, кој од нив отишла во правосудство, кој политика, точно не знам, но немаат генетски проблем ромите да завршат факултет. Тоа сигурно не е, доста се бистри, работливи. Традиционално, велам, ромите имаат малку таков еден поскромно ниво на амбицирање и се уште се борат со собствените перцепции за себе, која е нивната улога во општеството, и се задоволуваат со некои маргинални позиции, како да им се тие од Бога дадени и како да се, не дај Боже, некоја пониска раса, што се разбира ништо не од тоа не е точно. И сето, верувам, ќе се промени, е прашање на време. Значи, сега задачата на општеството е малку посуштински да покаже интерес за инклузивност. Морам да речам повторно, за жал, агресивноста на албанската заедница, која што за нив е квалитет и им дава резултат, понекогаш има и негативни ефекти, бидејќи македонците често пати таа агресивност ја препознаваат како нелојалност и се плашат постојано од тоа дека можеби нивните вистински амбиции се да се подели државата и слично. Не даваат доволно простор, односно, како да кажам, го исцрпуваат некако тој општествен интерес и го сведуваат на биполарен, македонци и албанци, иако во системот постојат пошироко институции што ги вклучуваат као сите заедници и така натака, ромската, бошњачката и низа други уште помали, се остануваат на тоа дека се условно речено маргинални групи и
овие механизми не им се доволни да ги излечат на површина, односно да постигнат резултати кои што од нив се очекуваат, а тука претпоставувам добар дел од одговорноста е и на најголемата заедница, на македонската, која што под притисок на ова агресивниот пристап на албанската заедница е спремна со нив да преговара, да попушта или се троши на тие односи, општествената дебата, политичката и слично. Овие другите ги нема дури ни агенда. Ја не знам дали премиерот уопште размишља за позицијата и проблемите на ромите, искрено ви кажам. Не конкретно овој, било кој. Ја не препознавам дека политичката елита во Македонија покажува вистински интерес за ромската и другите помали заедници. Вие докториравте, вашата докторска дисертација беше под наслов Фер постапка. Сметате ли дека кога се работи за ромското прашање, нашиот правосуден систем во Република Македонија во голема или во помала мера има фер постапки за ромите од почеток, да речеме од пријавувањето на случајот па се до крајот? Затоа што имаме неколку случаеви каде што во нашиот систем не се одлучи дека се виновни останатите, а да речеме ромите тие случаеви ги добиле во Европскиот суд за човекови права. Најголем број од случаите на ромите во Европскиот суд за човекови права се врзани со полициски пречекорувања кои што не се доволно истражени. На почеток тоа беше на цела група токму од Битола, од Штип. И мислам дека во тој период, бидејќи судот не ги здружуваше сличните случаи, сите ги разгледуваше посебно и секој да утврди повреда од несоодветни истраги, на членот 3, ја верувам дека ако судот го применеше пристапот што е сега почесто застапен на групирање на слични случаи, во поголем низ на слични случаи ќе препознаеше дополнителна дискриминација. Значи дека тој пристап не е само обичен пропуст на полицијата или правосудниот систем, пред обвинителството е тука на тапет бидејќи не ги процесуирало соодветно. Ние дури во системот изградевме и некои механизми што ќе го намалат тој арбитрерност кај обвинителството наспроти полицијата, обезбедувајќи посебно оделение кое што е задолжено исклучиво да се бави со таа проблематика и кое што потешко може да се скрие зад определен случај. Знаете како ако имате во Скопско има обвинителство, има не знам 50 и кусор или колку има обвинители. Ако секој добие или тројца добијат по еден случај и го стават во фиока, никој нема да примети. Ако дојдат 5 случаи пред посебното оделение, тие мора да ги решат. И тука се направи определен напредок. Верувам дека на полето на фер судење ромите имаат проблем со обезбедување на соодветна правна помош. Системот е дополнително компликуван со начинот на водење на главната расправа преку така наречено вкрстено испрашување, кај што судијата е повлечен и ако немате адвокат или ако немате добар адвокат, практично сте хендикепирани во однос на обвинителството. И затоа е многу важно да има и соодветен систем на бесплатна правна помош. Меѓутоа, јас кога што гледам за ромите, па и за некоја друга популација, како што е затворската, не се обезбедува соодветна правна помош, која што нив ќе им обезбеди пристап до правдата или фер судење. Од друга страна, има и други фактори, што ромите се на некој начин предмет на едно негативно профилирање, од X причини, веројатно заради сиромаштијата, ромите се
со години наназад најчеста популација која што учествува во кражби и слични имотни деликти, и тоа за нив има повеќе проблеми. Прво што се профилираат како, и судот ги препознава и полицијата како мање више ноторни сторители, особено ако се повратници или некои што се веќе осудени, со лесно им накалемуваат дури дела што ги сториле можеби други. Ден денеска полицијата е агресивна со ромите во однос на признанија. Ако немате добри адвокати, тешко е после и на суд да се излечете ако наводно сте признали во полиција. И мислам дека тука Дали е фер студењето, професоре? Има зачаран круг. Затоа што веќе начнавте еден од моменти дека правосудниот систем ги препознава ромите како, да речеме, краци. Дали е фер да некој ром биде затворен и осуден на казна затвор во траење од 1 или 2 години затоа што украл 1 метро или 2 метра дрва или не знам, украл неколку кебапчиња, зашто имавме такви случаи, а некој кој што имал прекршено направено поголемо кривично дело е осуден на помала казна затвор. Сега тоа се прашање на казнена политика. Ако се утврди дека не само ради профилирање, туку и де факто се јавуваат ромите во тој дел како повратници, кражби, тој тип на кривични дела, нормално е казнената политика да покажува построг пристап, особено при повратот. Сега, тука се па други недостатоци на системот, што системот на тие луѓе не им дава некои вистински решенија и избор што после затворот. Значи, прво, нема вистинско превоспитување, тие таму дополнително се обучуваат за нов тип или некој модус операнди што не го знаеле. Повторно доаѓаат во ситуација да немаат избор како да обезбедат да стаат лепна маса. Ако државата не им обезбедува програми, да тие добијат некое соодветно вработување, да можат на легален начин, да може некој да ги следи, ние упорно пробуваме да ги присликаме пробацијските служби, што ќе се грижат и со тој постпенитенцијарен третман, бидејќи системот е сложен, луѓето го поедноставуваат и се фокусираат на казната и нејзината тежина. Меѓутоа, казната нити е единствено средство што одвраќа, нити е стравот од казната единствено влијателен дали некој ќе стори кривично дело. Исто како што за повратот, повторно казната не е толку битна, битно е дали овие луѓе во нашите затвори за жал немаат можност да стекнат, тие што немаат воопшто образование, струка и слично. Нормални затвори во Европа биве остручиле за некој занат. Вие ако имате некој занат, после многу полесно во тој занат да си обезбедите некоја пристојна живеачка, не викам дека ќе имате за Грција за одмор, ама да имате за лепна маса. Ако и тоа го немате, се повторува приказната во круг. И затоа и повратот кај ромите е многу голем и повторно кај имотните дела, тие не вршат други дела. Иако морам да признам дека има доста голем процент и тој расте на овој криминал што е врзан со насилство, тепачки и слично. Тој па е резултат на, предпоставувам, делумно и на незадоволството на младите луѓе од тоа во општеството. Нив им е најлесно со агресија да возвратат на проблемите. Второ, има голем степен нов што го немало порано меѓу младите роми, македонци, албанци и други,
кои што многу полесно влегуваат во некакви групни тепачки и слично. Охридскиот рамковен договор. Позитивна дискриминација или еклатантно кршење на основните човекови права? Треба да се укине или не? Затоа што припадниците на помалите етнички заедници ги добиваат своите права согласно процентот. Кога говориме за ромската заедница, до пред некое време правата ги добивале врз основа на процентот 2,63, сега е 2,52-3. Тоа значи 2,5 луѓе треба да влезат во вашиот правен факултет, а во државна квота или од 100 луѓе треба да се работат 2,5 луѓе. Кој е тој половина човек? Ја не би го дебатирал општествено. Охридскиот договор си имаше своја улога и е дел од историјата, помалку повеќе. Тешко е дека, иако нормално е, може да се смета дека дел од него е на некој начин вграден како концепт во актуелниот устав. Меѓутоа, општеството оди напред и борбата за инклузивност, за еднаквост, заеднички живот без дискриминација е континуиран процес и тој мора ностоп да се унапредува. Така што не треба да ги мериме работите враќајќи се кон Охридскиот договор назад во историјата. Овие што ги спомнавте проценти при упис и слично, тоа се само гарантирани минимуми на позитивна дискриминација во смисла дека ако ништо друго, дури со послаб успех ќе се запишат тие. Вистинскиот интерес е да се создадат услови овие студенти да се навистина добри, не да се запишат со помал успех на факултет или на академија, туку да се создадат услови тие, бидејќи не се ни полоши, ни поглупави од другите, да се создадат општествени услови. Да, но што ако се има повеќе, а системот не дозволува? Што ако се повеќе квалитетни, да речеме од 100 луѓе, треба да влезат 2,5 луѓе роми. Што ако имаме 10 роми кои што треба да влезат на работа, а се квалитетни или се помалку квалитетни од останатите етнички заедници? Дали Охридскиот рамковен договор ја има таа европска перспектива или е кршење на човековите права затоа што треба да одбереме, сме во позиција да одбереме квантитет или квалитет? Охридскиот договор не во една варијанта не може да се смета како ограничување на европските стандарди, особено договорите на кои што сме пристапиле, кои што морам да признам покажуваат голем интерес за недискриминација. И тоа Советот на Европа, Европската Унија го има како приоритет постојано, иако некои политички текови со менувањето на уставничен етничката и друга карта со големиот број на избеглици јавува и некои нови тенденции десничарски кои што гледаат негативно на ова, што кулминираше со политиките на Трамп. И таа борба помеѓу демократските стили, посебно лево ориентираните и десно ориентираните националистички затворени општества, ќе продолжи, меѓутоа процесот е незапирлив. И денеска гледаме дека едноставно општествата се навикнуваат многу лесно, не оставаат простор за многу дискриминација. Професоре, ви благодарам за одвоеното време. Благодарам и на поканата да учествувам. Почитувани, се гледаме во наредната емисија со нов гостин. Ви благодарам.